Почитувани пријатели, на моја голема радост, имам чест да ве запознам со еден скапоцен бисер од духовната ризница на нашето православие, Светиот Ефрем Нов, чии мошти се наоѓаат во манастирот посветен нему во местото Неамакри во близина на Атина. Во раните утрински часови пристигнавме во местото Неамакри. Со тропарот на Свети Нектарий Егински, отец Александар полека ги расонува нашите души, го затоплува нашето срце и како да не повикува за средбата со Свети Ефрем Нови. Секако морам да напоменам дека како и секогаш, составот на нашата поклоничка група е богат, присуство на многу поклоници од многу градови широм Македонија, но на голема радост и задоволство на сите е присуството на четворица свештеници од нашата Македонска православна црква, кои со своите семејства не удостоива да се дружиме и да патуваме заедно. По молитвите на светите отци наши, на Свети Нектарий Егински, на сите свети, Господи Исусе Христе Боже наш, помилуј ни и спаси на грешните. Амин. Му благодариме на Отецот за прибавиот тропар. Значи, програмата ви ја дадовме, сега е кратко времето до граница, но после граница ќе ви објаснам многу повеќе каде што и како. Поклоничкото патување не може да се замисли без гласот на нашиот многу почитуван Драги Анастасовски, нашиот организатор и водич на поклоничките патувања и теолог по професија, кој со своето знаење и својата духовна длабина и вредност ги храни нашите души во текот на целото патување. Како вистински поклоници го одбравме случајно по долгиот пат до манастирот, но тоа не ни беше никаков проблем. Спротивно, во студеното утро, со задоволство се движевме по патеката, уживајќи во убавиот пејсаж на местото Неамакри, а мирисот на морето и веќе расцветаните дрвја го напојува нашето успорено тело и во нашето срце се будеше радоста од средбата со Светиот. Нашата радост се зголеми кога во далечина го здогледавме патоказот кој патуваше на близината на манастирот. Почитувани пријатели, полека приближувајќи се кон портите на манастирот Благовештение, накратко да ве информирам за житието на овој светител. Свети Ефрем Нови бил роден во Трикал 1384 година, значи тоа е 14 век, кога тие места биле под турско робство. Кога имал 14 години, го напуштил татковското огниште поради доаѓањето на ордите на султанот Бајазид и наметнатиот данок на крв на семејствата со машки деца. Се населува во манастирот Благовештение, во местото Неамакри, значи тоа е овој манастир, или местото каде што бил некогаш манастирот, и 27 години верно му служел на Бога. Маченички пострадува од османлиите во 1426 година, а 8 и повеќе месеци бил мачен и обесен на дудинка наобако и прободен со запален факел во стомакот. И денес се уште постои таа дудинка заштитена како нем сведок за маченичката смрт на овој богоугоден монах. Цели 524 години не се знаело за постоењето на Свети Ефрем, кога на 3 јануари 1950 година се открил на старицата Макари, единствената монахиња која живеела во манастирот, кој во тоа време бил руина. И сите информации добиени за Светиот Ефрем Нови биле преку неа, преку различни виденија. Благодарение на тие виденија, ние имаме денеска сознание за Светиот Ефрем Нов, кој со својот ангелски живот и мачеништво достигнал светост и дар на чудотворство, што Бог му го
дарувал во изобилие, бидејќи на сечија молитвен повик одговара веднаш. И сведоштвата за неговите чуда се множат во недоглед низ години. Нашето срце го вотриби Свети Ефрем уште при приемот на словото на неговото житие и чудата кои тој ги творил низ години. Неговите молитви се цели и нетлени благоухани. Литургијата полека се тече, како тивок шепот низ разгласот на звучниците и во силината на ветерот ги разлеваше во спевањата на сестринството. Поради ковид мерките дозволено ни беше да влеземе во храмот само за да му се поклониме на кивотот со светите мошти и да му се помолиме, но сепак однадвор ја отстоивме службата и студениот ветер не поколеба да издржиме до крај, бидејќи Свети Ефрем не остави да заминеме без Божјата храна, непричестија. Од се срце бевме благодарни на сестринството на манастирот, но најмногу на љубовта на Свети Ефрем Нови, кој погледна на нас дојденци оддалеку, со отворено срце полно молитвен глас до него и не благослови и не го преполни срцето и душата со радост воскресна. Јас длабоко верувам дека сите наши молитви пажливо ги прими, ги сослуша и дека нема да не остави без одговор. Било за нас, за нашите молитви и барања за здравје и спасение, наши, на нашите ближни и на сите оние и сите вас кои не замоливте да се помолиме на светињите кај што тргнавме да патуваме. Ти благодариме, Свети Ефреме, поучи ги нашите молитви, услишај ги и помогни на сите оние кои имаат потреба од Твоето молитвено застапништво пред Бога, за исцеление на болните, за спасение на изгубените души, за оние кои страдат, кои се измачуваат во времењата на искушенија. Ти благодариме од се срце. Се нахранивме и духовно и телесно, и на нашата радост и немаше крај. Радосни лица насекаде, размена на искуства, разглед на велелепниот манастир, фотографии за спомен. И секако не може да се пропушти, а да не се погледне во заштитениот дел Параклис, каде што се наоѓа додинката на која тој бил мачен и маченички почина. Да, еве тоа е тоа дрво. И ова се нашите заеднички фотографии, каде што се гледаат срекни луѓе, задоволни луѓе. И спомените преко нив ќе се умножуваат низ годините натаму. Свети Ефреме Нови, ти благодариме од се срце.